4 теми се клучни. Тоа е критичкото мислење, тоа е колаборацијата, тимската работа, како да научиме тимски да работиме, комуникацијата, како комуницираме ние едни со други и креативноста. Пред многу години, пред епоката на социјални мрежови, инфлуенцери, општествениот модел беше многу позитивен, да кажеме, условно. Беше некој лекар, некој професор, некој учител. Јас ќе се вратам малку назад на една ваша изјава дека родителите не треба да бркаат, односно да фаќаат врски во оценувањето на нивните деца, и оваа изјава ја дадовте на промоцијата на вашата книга Размисли за образованието. Да биде појасно. Млади освојуваат медали на олимпијади, но тие не секогаш се на врвот. Нивното место го заземаат помалку амбициозните деца на родителите со пополни џебови. Во меѓувреме, социјалните мрежи станаа плодна почва за создавање идоли од инфлуенсери кои го промовираат само материјалното. И ова е всушност увертира во она за што ќе дебатираме во денешната епизода од подкастот Да биде појасно на Канал 77. Моето име е Вања Мицевска. Со мене стандардно е мојот колега Лори Кедрези. Наш денешен гостин во студиото е професор доктор Кирил Барбареев од Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев Штип. Професоре, неслучајно ве повикавме да ни гостувате во денешната епизода од подкастот, бидејќи во фокусот на ова издание е новиот општествен модел, односно луѓето кои тој на некој начин ги произведува, идолите на новите генерации, факторите на кои што тие се угледуваат и промените кои дигитализацијата ги направи во нашето секојдневие. Па тука јас би го почнала разговорот со извадоци од билтените кои ги лиферуваат од Министерството за внатрешни работи. Полицијата информираше дека двајца средношколци од Тетово нападнале друг ученик, група малолетници во Скопје исто така нападнале свој врсник, а со убодна рана се здоби и малолетник од Кочани, откако со остар предмет бил повреден од друг малолетник. Кој е вашиот коментар за ваквите случаи? Каде може да ги алоцираме причините и одговорностите за агресијата кај младите? Агресивноста кај младите од секогаш била појава која што се случувала и во минатото, она која што е можеби загрижувачки во последните 20 до 30 години е се поголемиот замав и се поголемиот број на ситуации кои што се поврзани со агресивност, со конфликтност од различни аспекти. И веројатно тука има повеќе феномени и повеќе причини што е тоа што се случува. Јас, подготвувајќи се за оваа емисија, прочитав неколку истражувања кои што се правени за агресивноста и има некои многу интересни податоци, да речеме какви биле полициските билтени во периодот од 1945 до 1990 година и какви се полициските билтени со агресивноста кај младите и генерално со агресивноста во општеството после 1990 година. Податоците се фрапантни. Да речеме, она што се случувало од 1945 до 1990 е исто како што се случувало во првите 10 до 15 години од 90-тите години па до 2005 година. Тоа кажува дека многу општествени процеси, многу состојби, многу наративи внатре во општеството, и економски, и политички, и социолошки, и образовни, се поврзани со она што е тоа што се случува со младите луѓе. Она што е карактеристично и што еве јас како човек кој што доаѓа од образование и во кој што секојдневно работам со млади луѓе и следејќи ги тие современи тенденции кои што се одразуваат на младиот човек, се дека 3 процеси во изминатите 30 на години сериозно се одразуваат на животите на луѓето. А тоа е глобализацијата како еден процес кој што во овие 30 години менува, прави огромна миграција, огромни движења, создава нови општества, менува навики, менува култури, една огромна динамика на размена на различни искуства, отворен пазар, отворени можности многу за младите луѓе. Втората тема која што исто така ги менува состојбите во општеството на различни нивоа, тоа е дигитализацијата и силниот притисок на информатичката технологија. И третата работа е многу поиндивидуализиран свет наспрема она кое што било пред 30 до 40 години, во кој што емпатијата е намалена, сочувствителноста е намалена, еден брза динамика на општествени промени кои што се одразуваат на се, и целото тоа
се одразува на животот во семејството и се одразува на квалитетот на животот на секој поединец. И сега што е тоа што на нас ни се случува во овие 30 до 40 години врз основа на промената на општествената култура, целото тоа може да биде една кратка слика за се тоа што се случува и последната анализа за менталното здравје на младите, тоа ХБЦС студијата, покажува загрижувачки состојби дека ние некаде сме на 4-то место по конфликтни ситуации кај младите луѓе и она што е тоа што се случува со менталното здравје. Професоре, сакав да ве прашам, дали мислите дека општествениот модел е многу поместен во негативна смисла од конвенционалните и универзалните вредности што ги знаеме? Например, пред многу години, пред епоката на социјални мрежови и инфлуенцери, општествениот модел беше многу позитивен, да кажеме, условно. Беше некој лекар, некој професор, некој учител, а сега се некакви инфлуенцери и познати ликови од поп културата, што значи е врзано со брзи пари, со моќ, со такви работи. Знаете, културата во општеството е производ на долгорочниот процес на повеќе генерации кои што создаваат вредности во тоа општество. Она што се случува кај нас е една слика која што доаѓа исто така од глобалниот свет. Она кое што можеби кај нас е загрижувачко е отпорноста на општеството, отпорноста внатре на тие институции, на тие улоги кои што се задолжени за формирањето на една култура во едно општество со вистински вредности, на она што е тоа што општеството го влече напред, кои професии општеството ќе го влечат напред, што е долгорочноста на опстанокот на едно општество преку образованието, преку правдата, преку здравството, преку социјалните компоненти кои што се многу важни, тоа е она кое што сега е нарушено и всушност младите луѓе не можат преку тие институции да ја препознаат својата улога преку кој што всушност сака да се променат во општеството. И тие препознаваат некакви, да речеме, лажни вредности со кои што мислат дека ќе ги повлечат напред и ќе успеат во визијата која што имаат за себе. И мислам дека тука многу грешиме ние возрастните преку образовните институции, генерално преку културата на политиката во овие 30 до 40 години, кои се тие вредности, кои се тие модели преку кои што сакаат младите луѓе да се идентификуваат. Колку се поддржува вистински концептот на тие вистински вредности во општеството. Бидејќи гледате, кога еден млад човек расте и се развива, возрастните во општеството, и семејството, и наставниците, и генерално социјалната средина се обидува да му објасни на човекот дека треба да ја засака таа средина, дека треба да живее во таа средина. Но младиот човек, за да ја засака таа средина, тој сака да се идентификува со таа средина. Треба да ги препознае моделите на успеси. Кај тој се гледа за 5 до 10 години во својата улога во која што сонува да биде? Како доктор, како наставник, како професор во ова општество или сака да го напушти општеството веќе од 15-тата или 18-тата година. Значи, младите луѓе всушност не може да ја препознаат својата улога во општеството за она за кое што тие сакаат да бидат и тие бараат некакви модели кои што се модели со краток рок на трајање, кои што всушност се идоли кои што не може да ги повлечат напред, а со тоа не го влечат ни општеството напред. Можеби тука е она кое што всушност треба да биде клучната промена на општеството, а тоа е поставување на вистинските вредности на она за кое што всушност треба да постојат институциите. Дали мислите дека вака во социолошки аспект дискурсот како моќ е поврзан со овој детал? Например, дали политиката користува премногу моќен дискурс, значи се е редуктирано на моќ и заборавила да представува вредности. Дали ова мислите дека се врзува со ова што го кажавте? Јас мислам дека во нашето општество во овие 30 на години политиката има одиграно многу негативна улога за ова за кое што ние сега сме стигнати, бидејќи таа мисли дека може да регулира и да среди се. И ако можете да видите, политиката е всушност присутна секаде.
Значи, таа се обидува да ги креира односите и внатре, но таа не може да успее затоа што таа сака за краток временски период да ги види резултатите, бидејќи брза со своите успеси на следните избори. Дали се тие за 1 година, за 4 години, за 8 години. И од тука, всушност преку тој концепт на поставување на такви ефемерни цели, институциите или поголем дел од институциите имат изгубено својата улога. Па погледнете вие, да речеме, како се назначуваат лидерите на институциите во поголем дел од секторите во нашето општество во 30 години, како одат вработувањата во општеството. И така натаму и целото тоа младите го гледат или го регистрираат или го доживуваат, бидејќи младиот човек преку училиштето, преку неговиот секојдневен пристап со наставникот, преку методите на работа, преку тоа каков е животот во училиштето, каков е животот на факултет на еден млад човек, што е тоа што му се случува на младиот човек после училиштето, исто така обврска на општеството, во креирањето на тие социјални контексти и релации на тој дискурс. И всушност тука, ако можете да забележите, тука младиот човек го гради односот со општеството. И всушност тука е разочарувањето, не само кај младите, туку и кај многу возрастни во кои што не можат да се пронајдат и да препознаат всушност општество кое што сакаат да бидат продуктивни и да придонесуваат. Да, пошто мислам дека во општеството сега и политиката е се редуктирано само во политички партии, а политиката е многу повеќе од тоа. Например, универзитетот како една како стейкхолдер и другите чинители, например, да кажеме делот од институтите, think tankovите. Значи младите мислат дека политиката е само политичките партии, а не другите чинители. Политиката е многу повеќе од тоа. Сакав да се надоврзам дали образованието, критичкото мислење има во ова халка, каде останува тоа? Што е поместен? Гледате, всушност образованието она кое што треба да ги научи младите луѓе на критичко мислење, да се сомневаат. Ако постојат повеќе дефиниции, што е цел на училиштето, што е цел на образованието? Една од најдобрите дефиниции за мене е она што ја кажува Џон Дјуи, во кој што вели цел на образованието е образование. Тоа кажува дека преку процесот на учење вие треба да научите да учите, бидејќи животот е толку сложен, толку комплициран, што и да ви понудат во училиште е премалку за тоа кога ќе излезете од училиште. И всушност клучната точка е како образовниот систем, за тоа многу добро зборува еден брилјантен педагог, се вика Анри Жиру, кој што вели дека наставникот всушност треба да биде најважниот интелектуалец во општеството. Бидејќи преку наставникот, учениците и младите луѓе се соочуваат и се отвараат прозорците за она што е тоа со кое што тие ќе се борат и како ќе се борат утре за сопствената благосостојба и за благосостојбата на општеството и на светот во кој што живеат. И сега тука е мудроста како да создадете наставници, како да создадете образовни институции во кои што темите, секојдневните теми, таа брза динамика на она што се случува во општеството, вие ќе успеете да ја донесете со учениците, без разлика дали се тие пето одделение, дали се втора година средно образование или се студенти на факултет. Вие мора да умеете да разговарате за темите кои што ги допираат децата, кои што не се во училиште, а веднаш после училиште ги допираат. Тоа е дигитализацијата, тоа е брзите промени во општеството, парите, оваа либерална демократија во која што ако имаш пари ќе живееш, ако немаш пари ќе страдаш, не можеш да ги решиш прашањата. Погледнете ја денес состојбата на еден родител. Што да прави после училиште за своето дете ако треба да го запише да учи дополнително јазици, ако треба да оди на некакви спортски активности, тој се тоа мора да го плати. Тоа не ти го обезбедува општеството во рамките на образованието, во креирање на едни такви содржини кои што се многу важни за креирање на и сензибилизирање за животот во општеството, каков е реалниот концепт на мултикултурализмот во општеството, дали ние живееме во паралелни светови, зошто има толку стереотипи и предрасуди помеѓу етничките заедници во нашето општество, кој е сонот на еден македонец на 15 годишна возраст за Македонија, кој е сонот на еден албанец за Македонија на 15 годишна возраст, на еден ром и така натаму. Тоа отвара многу прашања за луѓето кои што се бават со политика, како на овие прашања ќе пристапат. Тоа е работа секој ден, тоа е работа на
образовните институции да креираат интелектуалци кои што ќе умеат тие теми да ги сензибилизираат за учениците, за кои што не можеме да останеме имуни да речеме ај сега ние нема да разговараме што е тоа што се случува со конфликтите во светот денес со војната. Да, децата тоа го гледат, ги допира тоа. Што е тоа што се случува со сексуалното образование. Таа тема е секојдневно околу нив. Ти не можеш да речеш јас за таа тема нема да разговарам. Туку си должен да најдеш начин како ќе разговараш. Бидејќи она што е денес голем проблем во Македонија, но не само во Македонија и во светот, е тоа што се повеќе теми не доаѓаат од семејството да ти помогне да ги решаваш. И децата немаат потпора дури ни во семејството, а денес не наоѓаат потпора ниту кај во образованието. Тоа е темата за која што во нашето општество мора многу да се работи, за да може да се создаваат генерации со критичко мислење. Една многу добра книга за тоа каква ќе биде иднината на образованието. Што е тоа со кое што треба да се бавиме ние со образовните политики во еднината е дека 4 теми се клучни. Тоа е критичкото мислење, тоа е колаборацијата, тимската работа, како да научиме тимски да работиме, комуникацијата, како комуницираме ние едни со други и креативноста. Врз основа на тие принципи всушност треба да подлежи концептот на еден ден низ кој што треба да помине детето, бидејќи е многу поважно денес еден млад човек како социјално и емоционално ќе се хармонизира, ќе се урамнотежи наспрема тоа што јас дали ќе ги знам сите диференцијални равенки. Дали во основно зборувам за некакви теми за кои што можеби нема да се бавам јас со тие теми во животот. Мене ми е важно да развијам некакви столбови на кои што ќе се борам во животот на начин кој што е соодветен во времето и просторот во кој живеам. Професоре, на неколку пати го споменавте семејството, а официјалната статистика вели дека овде секој 7 брак завршува со развод. Дали таквото оддалечување од традиционалните вредности на некој начин не направи помалку трпеливи? Дали може да зборуваме за намалена емоционална интелигенција која што се фаќа во костат со таа трка за пари или еве за поголема финансиска слобода? Кој е вашиот коментар околу тоа? Ја не случајно на почеток споменав дека ние како општество после 90-тите години влеговме во еден сосема нов концепт на уредување на општество и се отворија многу предизвици за секоја индивидуа, но и генерално за општеството. Тие теми не треба да заборавиме дека и ова општество можеби со векови беше еден концепт на патриархален концепт на уредување, на патриархално семејство кој што после 90-тите години многу делови од тој начин на размислување се надминуваат, се промовираат сосема некакви нови вредности и ние влегуваме во некакви теми кои што всушност можеби пред 30 на 40 на години биле карактеристични за некои други општества, но тој концепт на уредување на општеството ги отвора и тие теми. Она кое што е сега важно за нас е пак поврзано со она за кое што зборував пред малку. Тоа е на кој начин се средуваат тие релации, каква е начинот на комуникацијата во создавањето на тие нови односи кои што треба, како ќе ги решаваме старите проблеми и предизвици кои што сме ги создале. Така да тоа се теми исто така на воспитување и на образование, бидејќи и тие родители и тие семејства поминале низ некаков концепт на образование на прв, на втор циклус, кој што мора да имат некакви вештини како тоа ќе се надминува. Така да тоа се предизвици и веројатно општеството допрва ќе се соочува со многу предизвици во начинот и стилот на живење, бидејќи концептот на индивидуален пристап се многу промовира. А дали тоа значи дека помалку или повеќе подклекнуваме во самиот комуникацијски процес, иако имаме усовршени комуникацијски алатки кои наведом сето тоа нели го олеснуваат, но очигледно некаде затајуваме, можеби некои работи не знаеме доволно или до крај да ги искомуницираме.
Мислам дека денес еден човек е соочен со многу информации, со огромен концепт на следење на различни комуникацијски канали, почнувајќи од телевизиски, многу социјалните мрежи, многу вакви емисии, во кои што човек веќе не може ни да следи се ако нема начин како да најде како тоа да го селектира. Значи сега всушност можеби најважното прашање е затоа медиумската писменост денес се толку промовира и преку образование и преку општеството, затоа што ти мораш да најдеш што е тоа што е, да го одвоиш важното од помалку важното. Бидејќи еден млад човек се сочува со многу информации, што е сега за него важно денес? Како да успее да препознае дека тоа му е важно за да го важно за него и важно за соочување со предизвиците во општеството. Така да тие теми се предизвик на сите во општеството и тоа е мултидисциплинарен пристап. Тоа не е само пристап на семејството или на образованието, туку и на нив треба да им се помогне од некој кој што тоа веќе го работи или има искуство од тоа. Кога сме кај информациите што може да се најдат особено на новите медиуми, доста актуелна е темата со менталното здравје и свеста за оваа тема некако постојано се обидува да ја зголемат психолозите, психотерапевтите, тука имаме и се повеќе тренери за личен развој, но иако гласно се зборува за оваа тема, имаме загрижувачки податоци од истражувањата на оваа тема. Јас ги извадив заклучоците од истражувањето на Филозофскиот факултет кој покажа дека 64% од младите имаат предизвик со депресија, а невладината Хера нотираше дека дури 52% од нашите девојчиња на 15 годишна возраст и 29% од момчињата на иста возраст страдаат од повеќе психосоматски симптоми. Како да го објасниме овој куриозитет? На некој начин се зборува гласно за менталното здравје, а имаме се повеќе симптоми на негово нарушување. Да, тоа е веќе карактеристично и евидентни се податоците кај се помладата популација на соочување со овие состојби, она кое што некои општества се трудат и се обидуваат да ги намалуваат овие проблеми или да ги решаваат тие предизвици се извинувам, силен фокус на социоемоционалниот развој. Силен фокус на социоемоционалниот развој од рана детска возраст. Еден професор доби Нобелова награда, објаснувајќи му на светот како со инвестиција на $1 во предучилишна возраст се враќа $17 на општеството. Не е суштината да го објасниш тоа финансиски, туку суштината е како ако умееш да изградиш добар систем на воспитување и на образование, ти ќе создаваш и граѓани и млади луѓе кои што многу похрабро ќе се соочуваат со предизвиците и проблемите со кои што поминуваат. Ова што се случува денес со младите луѓе е заради она потпора која што тие не можат да ја најдат, се помалку ја наоѓаат во семејството и се помалку ја наоѓаат во институциите, ја наоѓаат во училиштето. Голем дел од моделите се присликуваат. Знаете, еден млад човек додека расте, тој бара модели на идентификација и на него му е потребен друг човек за да стане човек. Сушност. Затоа што сликата за себе тоа е формира од другите. Вие ако растете во средина во која што некој те постојано осудува, те вели не те бива за ова, не те бидува за тоа, види каков си, па што не се угледаш на некој друг. Таквите матрици создаваат модели на конфронтација, и на конформизам и на проблеми со самите себе. Од друга страна, концептот на она што го зборувавме, финансискиот притисок, успехот по пари, брзањето по постигнување, исто така ги допира младите луѓе. Тие следат инфлуенсери, следат различни концепти на влијание кои што создава кај нив некаков проблем со самите себе и доаѓа до ситуации до кои што доаѓа. Нарушувањето и на решавањето на проблемите во училиштето исто така се одразува на младите луѓе. Одредени ситуации на конфликти помеѓу момчињата и девојчињата се ситуации во кои што стручните служби, социјалните сектори, полициските институции мора да бараат начини на побрзо решавање. Од друга страна, одредени проблеми кои што се јавуваат, исто така се производ и на одредени институции кои што можеби несоодветно реагираат. Вие поставете си го прашањето колку младите луѓе може да бидат. Има закон до колку часот еден млад човек може да биде надвор излезен во текот на денот. Нели има точно дефинирано кај се младите. Се точи ли алкохол на млади луѓе?
Кој да реагира за тоа? За тоа не може да реагира родителот и не може да реагира наставникот, не може, за тоа треба да реагира системот, тоа е системот. Сега тие теми исто така се теми кои што однадвор се одразуваат на оно што е тоа што се случува во училиштето. Многу е зголемено присуството на алкохолизам, зголемено е присуството на дроги, многу зголемена тежина кај младите луѓе. Моето размислување е дека образовните институции, училиштата мора да станат најубавите места во една средина во која што без разлика дали е таа средина од 5000 жители или од 100.000 жители. И тие места мора да станат модел на идентификација на младите луѓе дека тоа е местото во кое што јас најголем дел од денот сакам да го минувам. Бидејќи ако не е тоа местото каде што јас сакам да го минувам, каде што ќе ми се случуваат тие убави социјални контакти, тогаш јас ќе го минувам тоа на друго место. Ќе побарам нешто друго, кое што можеби улицата ќе го понуди. Ќе го понуди на начин на кој што улицата има интерес да го понуди. Тука е храброста сега на општеството и на државата како да инвестира во тој социјален живот, во тие активности на младите луѓе, кои што ако се многу ангажирани, длабоко сум убеден дека многу голем дел од овие работи ќе се намалат. Во контекстот на дигитализација и спомнавте и инфлуенцери, дали станува сега како манија и обсесија да стануваш познат? Значи имаме новинари што се многу попознати од својата идеја. Значи тие се како ликови познати, а не представуваат некоја идеја, на пример. Што може да го смени растењето на младите луѓе кога тие го гледат, значи во реалноста ова обсесија да станеш познат за ништо. Да, ве разбирам. Таа тема е исто тема на она што е тоа што му се случува на младиот човек додека е во комуникација и дискусија со возрастните. Без разлика дали се тоа возрастни од семејството или возрастни во образовниот систем. Јас длабоко сум убеден дека вистинскиот дискурс на комуникација, ако ние знаеме да го направиме како наставници, како возрастни луѓе, како општество, без разлика дали е тоа формално или неформално образование, ако умееме ние тоа убаво да го објаснуваме, да се трудиме да го објасниме на децата дека тој пат по кој што некој решил да тргнува, а ти го бараш како модел на идентификација, е прашање до каде ќе те доведе, ама ти да умееш тоа да му го објасниш на него, да го ставиш во практична ситуација, да се препознае тој себе си, во која улога тој сака да се види. Затоа всушност некој сериозно тврди дека културата во едно општество е многу поврзана со тоа каква ти е образовната пракса. А тоа што е тоа што му се случува на ученикот во училницата. Знаете, еден германски педагог вели училницата е огледало на општеството. Значи, ти не можеш како возрастен човек, денес на еден млад човек додека расте да му речеш, абе слушај сега, тука така е, тука од секогаш била така. Дај гледај да се снајдеш некако. Ако ти одговара, ако не, ќе бараме некаков начин, ќе бараме некој наш човек, ваков човек, таков човек. Тоа не се муабети или се предолго тука се. Еден човек 30 години се сочува со тие теми на дискусија, тој вели, чекај се, што е ова тука? Кој ќе ги реши овие ситуации? Не можеш да ги оставиш така младите луѓе. Вие погледнете ја активноста на младите луѓе, колку се тие вклучени во носењето на одлуки, на реалните одлуки за подобрување на она кај се гледаат тие. Прашајте како младите луѓе го гледаат градот. Која е нивната визија за така ли сакаат да изгледа градот кој што го сакаат, да речем? Како да изгледа училиштето во кое што одат секој ден 9 години во основно образование? Ќе почнува со училиштето, со градот, после и со државата. Затоа државите кои што имаат силни или квалитетни образовни политики, тие воведуваат голема преку начинот на демократичност им ги прашуваат децата секој ден. Што сакаш да правиме? Покрај тоа што јас сум одидел дека ќе имаш и математика, и јазик, и хемија, и биологија, и историја, но еден простор оставам и за тебе. Кажи ми што сакаш ти. И тоа така детето формира модел на идентификација и вели, види тука го слушаат мојот глас. И тој тоа треба да почне да го чувствува од првото одделение кој ќе влезе во училиште. Затоа што, вели, возрастните ме прашуваат што е тоа што сакам јас. Океј, јас сакам да изберам, можеби, не знам, готвење предмет, можеби сакам да изберам планинарење,
може би сакам да изберам нешто поврзано со геологија, не знам, со астрономија. Да се најде нешто помеѓу нормите и со новите. Апсолутно, за да може детето утре да рече, ќе одам јас таму, сакам да одам. Не да излезам со анимозитет од образование, да речам, за ова не ме бива, за музичко не ме бива, не знам да пеам, не знам да цртам, за математика, и ти излегуваш всушност од училиште во кое што си пун со фрустрации, си пун со анимозитет. Па погледнете, еден поголем дел од агресивноста се случува внатре во училиштето, не се случува надвор. Надвор, да. Тоа кажува дека атакот всушност е од нестимулативноста на она што го чувствувам. Децата го мислат училиштето како казна. Како нешто во кое што јас треба да учам за возрастните или да учам за дома за да не ме казнат. Не, јас треба некој да ме научи дека јас треба да учам за себе. Тоа е сега мудроста и знаењето на нас возрастните, зборувам генерално како општество, како ќе умееме да создадеме такви институции во кои што се поголем и поголем број од децата кои ќе излегуваат од образование, бидејќи целта на образованието, особено на основното образование, кое што се вика основно образование, е да оспособи општествено одговорни граѓани и личности со самодоверба. Тој е вториот член од законот за образование. Не е оценката клучната тема. Оценката е таму некаде кое што е важна, но не е најважна. Оценката е да ги процени тие квалитети кај мене, колку јас излегувам со знаење за општеството мое. Нели? Дали ќе ја засакам државата? А тоа е пак поврзано со методот на работа на наставникот. Знаете зошто? Затоа што знаете, кај нас често се случува, ќе рече некој, сега ја нема воспитната компонента во образование. Воспитната компонента во образованието секогаш е поврзана со образовната компонента и таа се случува континуирано. Тоа не можеш да го поделиш со нож. Сега е воспитание, па сега е образование. Не, додека јас учам граматика, на пример, и учам за некое граматичко време. Јас учам и стекнувам знаење за тоа граматичко, како се употребува идно време. Но во исто време истекнувам вештина каде се применува тоа време. Но во исто време и наставникот преку методот на работа развива кај мене став за јазикот мој, за културата моја, за татковината моја, за културата на изразување, за културата и методот на дискусија. Што значи друг да зборува, јас да слушам, па да дискутираме заедно. Тоа е испреплетеноста на мудроста на практиката. И јас од часот излегувам не само да знам за времето кое што треба да одговорам на тестот, дека идно време се прави така, така и така, туку каде е мојот став за мојот јазик, за мојот мајчин јазик. Ние вака ли го научивме нашиот мајчин јазик? Нели, ние постојано зборуваме за како комуницираме во јавноста едни со други, како дебатираме на политички емисии, како дебатираме помеѓу нас како возрастни, па целото тоа е култура на изразување кое што се учи во образование. Кај да го научи младиот човек тоа? Ако не го научи не може секој да биде само. И сега тоа не е само ова за кое што јас зборувам, не е тоа само обврска на еден предмет, не е тоа само врска на предметот, тоа врска и на тој што предава физика, и на тој што предава ликовно, и на тој што предава педагогија. Преку таквите модели и методи на работа, ти го ставаш во ситуација на крај да го развие критичкото мислење за она кое што всушност, и тој утре нема да има проблем да прави разлика дали мојот модел ќе биде нешто што е краткорочно или мојот модел ќе биде дека знаењето е тоа кое што влечи напред. Мудроста е тоа кое што ќе ме извлече напред, а не сликите, фотографиите или не знам што се, не оно што во моментот е некаков интерес на кој што ќе дојдам до некаква популарност или не знам финансии, но целото тоа после 3 дена е друг свет. Професоре, јас пред некое време пишував една колумна Островот на анонимни професори и општествениот модел. Вие не сте дел од тој остров. Особено ова е кај албанскиот дел во Северна Македонија. Дали го чувствувате од ова летаргија? Зашто професорите, например, академскиот свет е во некаква летаргија, не сакат да учествуваат во јавната дебата, не сакат да земат одговорност. Се со не знам вака со фанатизам го чуваат тоа комфорт зоната и не сакат да кажеме наслово да се скарат со никој. И затоа
затоа не земат одговорност во јавниот свет. Да, ве разбирам и со делот од оваа констатација ја можем и да се согласам со делот од колегите и од тие професори, но со еден поголем дел не се согласувам. Оправданоста ја наоѓам во тоа што ова општество знае да биде многу проблематично кон луѓето кои што имат критички однос кон општеството и кон реалност. И политиката мисли дека ти не ја напаѓаш. И тие тоа го сваќаат многу лично. И кога го сваќаат лично, тоа се одразува на односот понатака со тој човек, како го третираат во општеството. Дали си сега оваа партија или си онаа партија. А ти цело време можеби застапуваш една твоја визија интелектуална, а тие понекогаш се наоѓаат на патот по кој што ти одиш. Па во еден момент тие го земат како бинарски систем, 0 или 1. Во моментот, ако одговара она за кое што зборуваш, тие велат овој добро зборува. Но во моментот, ако не им одговара на нивната дневна политика, тогаш ти може би да бидеш и проблем во општеството. И еден дел од интелектуалците мислам дека чувствуваат, дека може да им се земе за не знам, но храброста сега на интелектуалецот е големо прашање дали јас треба да молчам за овие теми или да се трудам да објаснувам и да го позиционирам патот по кој што мислам дека ова општество, овие млади луѓе треба да одат. Од тој аспект мислам дека треба да бидеме многу похрабри во комуникацијата на овие теми, бидејќи овие теми се важни за сите. Да, ние можеме да не се согласуваме околу одредени теми за стручни како ќе се најдеме, но мора да има став. Како во следните 10 години ќе одат образовните политики во Македонија? Значи не може и затоа тие прекини, тие дисконтинуитети на образовни политики, нели кој каков министер доаѓа, менува одредени концепти. И всушност тоа е таа некултура на континуитет кој што се одразува на се во општеството. Тука интелектуалците мислам дека треба да одиграат огромна улога за да дадат мотив, за да дадат храброст на младите луѓе за овие теми за кои што разговараме. Професоре, бидејќи самиот ги споменавте оценките, јас ќе се вратам малку назад на една ваша изјава дека родителите не треба да бркаат, односно да фаќаат врски во оценувањето на нивните деца, и оваа изјава ја дадовте на промоцијата на вашата книга Размисли за образованието. Па колку таквото фаќање врски и нереалното оценување може да влијае врз оформувањето на личноста кај децата? Остава ли тоа далеку сежни последици? Па, гледайте, таа тема со фаќањето врски не е во овие 10-15 години во нашето општество. Тоа е откако јас знам за себе. Да. И кога разговарам со повозрастни, исто ми кажуваат. Значи, фаќаат ли нашите родители врски кога нели се преселуваат, одат да живеат во Италија, во Швајцарија, во Германија? Има ли таму врски? Оди ли некој да рече, може ли на моето дете да му ставиш поголема оцен? Баш ме интересира тоа да видам кој одговор ќе ги. Сигурно не, нели? Општеството создало такви матрици на однесување погрешни, односно системот, во кој што ти можеш пак од друга страна, ако не се обидеш на тој начин да реагираш, може некое дете кое што сака да студира медицина, ама имало тројка физичко, може да не запише медицина. Значи, кај нас општеството и системот е направен да биде зависен од оценки. Системот е зависен. Ако не ти се сите петки, нема да запишеш. И тоа вие се сеќавате в 90-тите години кога јас помлади сте, кога 94-та, 95-та кога се запишувавме на факултет, па имаше 200-300 луѓе со 100 поени. Не влегува, не можеш да се запишеш. Тогаш почнеа тие големи запишувања во Бугарија на студии и така натаму, затоа што голем дел од младите луѓе не можеа тука да се запишат или требаш да се запишуваат со кофинансирање. Истото се случува во дел од средните училишта во Скопје, кога полуматурантите се Моите размислувања за таа тема се дека системот за основно образование во текот на оценувањето треба на еден млад човек да му каже: тебе те бидува за тоа и ти се фокусирај таму. И помалку те бидува за тоа и тоа. И тоа не мора да ми го објасни на мене со оценка, со двојка, со тројка или со четворка. Туку треба да го објасни на тие што понатака ќе влезам јас во образование. Значи, ако сум јас повеќе насочен кон општествени науки, да ми ги прават моите предмети
да се фокусирам во тој концепт на развој кај што можеби после 10-15 години ќе успеам да се реализирам, да се запишам на факултет. Мене исто ќе ми треба математика ако одам на уметност, но ќе ми треба можеби некој ниво Различно, на математика да. кое што е важно. Можеби ќе ми треба да учам за некакви содржини од други предмети кои што се поосновни. Можеби сакам да бидам не знам, кувар, можеби ќе бидам спортист. Зошто морам да реализирам се од тоа кое што некој рекол дека треба да го реализирам? Има форма како тоа се прави. Да, например, од млади деца овде родителите како да ги оценуваат децата да бидат перфектни. И тие живеат во параноја да бидат перфектни и на овој начин, како што кажавте, го убиваат критичното мислење. А треба друго да се потикнуваат тие да грешат, додека ќе знаат тоа не вистината, туку нормите, општествените норми. Апсолутно, тие животни вештини, тие социјални вештини стануваат многу поважни денес. Гледате колку ние имаме недостаток на таа тема во нашето општество, кои што се клучни ако ја поставите темата каква е одговорноста на секој ниво во општеството. Каква е толеранцијата во општеството? Каква е трпеливоста во општеството? Ќе видите дека ние се соочуваме со многу ниски нивоа на ситуации кои што целото ова создава други проблеми внатре. Тоа е исто производ на она што се случува додека вие учите, се развивате, кои модели на лидери. Знаете, во еден проект во Македонија за тоа кој е најважниот човек за детето во училиште, да речеме? И тоа беше еден проект во кој што работевме со колеги од Хрватска, Словенија, ни помага колеги од Финска. Најважниот човек е лидерот, директорот. Тој е важен за успехот на секое дете. Прво, тој е важен после наставникот. Што е поентата? Поентата е дека тој креира социјално и емоционалната атмосфера во таа средина. И колегијалноста, и конфликтноста како се решава, и начинот на обезбедување на оној што е материјал за инфраструктура. Значи тука е многу важна таа идентификација на тие кои се тие луѓе, безбедност, кои се тие луѓе кои што со нивниот тим ќе ги промовираат тие содржини, или ние уште ќе речеме па сега нема топла вода, па немам принтер да испринтам тоа, па нема физичко каде да држеме, немаме услови, така натаму и така. И тоа млад човек го гледа. Да. Тој млад човек го чувства, можеби не реагира, но регистрира. И тој доаѓа на 17-18 години, гледа примери, отворени можности во светот, гледа дека на 500 километра или 800 километра од овде е сосема друга социјална средина, други контексти, друг концепт. Да, тоа е првиот момент на детето со државата, директор. Училиштето и наставникот се првиот момент со општеството и државата, како што е и семејството. И тој тука учи се. Тој тука го гледа каква е храната во училиштето. Тој топол оброк или купувам секој ден 7 days. Да. Или купувам нешто кое што тоа ми е најблиското нешто кое што можам да. И тоа е реформа на образованието. И тоа е однос на општеството кон здравјето, менталното здравје, личното здравје. Тоа е едуцирање, како да јаде, како да расте и таму има вредности. Апсолутно. Професоре, секогаш е задоволство со вас да се дебатира несомнено, но веќе полека го исцрпивме времето кое што беше предвидено за разговорот, така што јас овде некаде повторно ќе ви се заблагодарам за тоа што ја прифативте оваа покана и ве очекуваме и во следна прилика да дебатираме на слични теми кои ги засегаат младите и секако нивната важна улога во општеството. Фала ви многу, професор. Многу ви благодарам и баш ми е драго што има вакви емисии во кои што придонесуваат за развојот и на свеста за она што е всушност мултикултурно општество и за темите кои што ги отварате. Откако го завршивме разговорот со професорот Барбареев, ви ги презентираме резултатите од анкетата која што ја поставивме онлайн со помош на алатката за испитување на јавното мислење. Најголема вредност во општеството се семејството и децата. Ова е ставот на 71,4% од испитаниците на нашата анкета, која што ја спроведовме во текот на изминатите денови. Сепак денешните млади сметаат дека најголема вредност во животот се платите, има
материјалното. Вака одговориле 85,9% од испитаниците. Тие исто така во голем процент, односно 76,4%, сметаат дека има разлика во сваќањето на вредностите меѓу етничките групи. Ја прашавме нашата публика, што според вас представува традиционална вредност. 51,6% од испитаниците како одговор навеле семејство со деца. Понатаму 25,5% сметаат дека тоа е домашното воспитување. Семејството е одговор за 13,6%. За 7,6% од испитаниците верата е традиционална вредност, додека само 1,6% одговориле дека тоа е бракот. Нашите испитаници дадоа и своји коментари на оваа тема, па ви предочуваме дел од нив. Публиката вели: треба да бидат ограничени социјалните мрежи кај децата, генерално TikTok. Понатаму, еден од испитаниците вели да се вратат вредностите во животот кои биле актуелни пред 30 години, како во образованието, така во медиумската сфера, па и во целокупното општество. Нашата публика смета дека треба да се забранат мобилните телефони во училиштата, да се работи на функционалната писменост, а во коментарите меѓу другото се наведува дека во образованието треба да им се вратат ингеренциите на наставниците и професорите. Истите оние ингеренции кои просветните работници ги имале во минатото. Со овој коментар ја заокружуваме денешната епизода од подкастот Да биде појасно на Канал 77. Подсетуваме дека во изминатите 60 на минути разговаравме за новиот општествен модел и новите вредности кон кои што се насочуваат младите во општеството. Ваши домаќини во оваа епизода бевме јас, Вања Мицевска, и мојот колега Лори Кидриси. Да биде појасно.